гостин во оваа емисија е наш македонски врвен спортист, докажан професионалец, познат ракометар, голман. А сега министар за спорт. Станува збор за Борко Ристовски. Благодарам што го прифати моето гостување. И имам едно прво прашање, зошто немаш обезбедување? Ниту шофер. Еве, сега јас сум твојот личен шофер. Добро, немам обезбедување од причина што не мислам дека треба да имам обезбедување, затоа што работам работа која што е добробит на сите, се трудам да на сите оние барања кои што стигнуваат до министерство, кои што се издржани, имаат некаква логика, одговориме позитивно и да помогнеме што е можно повеќе на повеќе луѓе, се во интерес на спортот, се во интерес на одржување на сите оние спортски манифестации кои што стигнуваат за да бидат спонзорирани од страна на држава, така да тоа е една од причините, втора причина што А протоколот нели наведува дека мора да се... Не, на Министерството за спорт не наведува дека мора да има Па обезбедување. дека сепак титулен или министар тоа? Да, меѓутоа не може и да побарам обезбедување, меѓутоа не сум го направил тоа, затоа што стварно не мислам дека има потреба од тоа. Второ е, не верувам дека некој би се осмелил да направи нешто на маш од скоро 2 метри, така да. И тоа што викаш. Да. Колку... Сега, значи, каде возиме? Сега возиме во салата Расадник, да го видиме напредокот на еден убав проект кој што беше 30 години застанат, закочено. Салата Расадник беше претворена во една руина, на вистина, без апсолутно никакво вложување 30 години. Ние веќе почнавме реконструкцијата на салата и ќе се уверите и сега за кратко време тоа ќе биде едно прекрасно спортско здание кој што... Браво, бидејќи јас сум од баш дете од Киселавода и многу ме драго за Да, за и ќе биде стварно еден преубав спортски комплекс кој што најпрво ќе биде од корист на сите клубови кои што гравитираат на општина Киселовода, меѓутоа ќе биде и од корист на сите оние рекреативци кои што сакаат да се занимаваат рекреативно со спорт и ќе биде нормално достапен и отворен за сите, така да правиме една работа која што е инвестиција близу 3 милиони евра, ако се сеќавам добро, и еден поинаков пристап на работите и на тоа како треба да се грижиме за сите оние запуштени спортски објекти кои што се во сопственост на државата. Што мислиш за сообраќајот кај нас во Скопје? Разлика, пример, од соседните држави, еви сега, дури се возиме? Па добро, мислам дека кај нас е еден општ хаос и дека нашата култура возачка не е баш на ниво на кој што треба да биде или заслужува еден главен град во државата, но сигурен сум дека министерот Тошковски ќе направи напори, прави напори со тој Safe City кој што треба последна година да ставам потреба, дека ќе се стават работите под контрола, ќе треба време да се смени, пак и повторно таа култура која што сите имаме и да конечно почнуваме да заличиме на некоја нормална метропола и да се научат луѓето дека за секој прекршок ќе не може да го користите џокерот, да се јавите на некој дали е тоа повеќе пријател, дали е пријател од политиката, дали е пријател од полицијата и дека ќе не може тоа да се случи. Мислам дека стварно е добра работа, најпрво заради безбедноста, меѓутоа и заради културата која што секојдневно ние кои што движиме низ градов се мачиме да нормално функционира. Така да. Сакаш да возиш? Па сакам да возам, меѓутоа во последно време од кога сум министер се помалку имам време тоа да го правам, затоа што на работа стварно заглавуваме до 15, до 17, до 18 часот и после тоа оние стандардни обврски домашни кои што се со децата, семејство, фамилија, баш и не остава простор за да ја имам многу време за возење од денот. Точно, веќе кај фамилијата имам и дури сопругата и ми Да. префрла кога се возиме дека и сум заборил помалце да возам, што може да е точно. Меѓутоа генерално сакам да возам и тоа последно време стварно обврските
и баш не дозволува тоа да го прави. Каква е разликата еве семејството или при тоа сепак си бил врвен ракометар, знаеме сите, и разликата сега кога си веќе министр за спорт? Фамилијата како? Па фамилијата, ете, многу е важно да... Дали е тешко? Па тешко е, многу е тешко. Меѓутоа, исто така е важно да имате и луѓе, да бидете обкружени со луѓе, со семејство, со пријатели кои што ја разбираат вашата работа и јас сум тип на човек кој што и во минатото, кажете, вие сум имал кариера која што е врвна и за се тоа треба голема жртва, као и за сега, многу сака да бидете успешен во својата работа, во конкретниот случај. Министер мора да жртвувате многу од слободното време за да ја направите таа разлика и да луѓето на крај на денот ја видат разликата, а не само да се биде министер, колку да се искористат нели оние бенефиции кои што ги добива еден министер, кои што ја морам да признам дека воопшто и не ги користам, затоа што освен шофер, други бенефиции не користам. Немам картичка за репрезентација на сите оние патувања кои што се надвор државата, кои што логично е да добивате нели дневница за надвор, ја не ја барам таа дневница, не ја ни добивам, не сум ни поднел за да добивам дневници и во 99% трошковите од ресторани си ги плаќам сам од својата лична сметка, така да некои бенефиции посебни немам, живеам исто се трудам да живеам исто како и до сега, е нормално, така да освен шофер што имам, други бенефиции баш и не користам. Дали имаш повеќе другари претходно кога беше ракометар или повеќе сега како министр? Тука трелево мислам. Тука лево? Да. Па не можам да кажам, јас сум човек кој што целиот мој живот сум го поминал со 4 до 5 пријатели кои што ми се од пред 20 на години, тоа се другари со кои што сум израснал, кои што апсолутно немаат врска со спорт, а нови пријателства сега од кога сум министер, познанства нормално да се шири тоа, меѓутоа право, на крај на денот тука лево, да. На крај на денот вистинските пријателства се оние кои што траат со години, а не овие новите кои што доправа треба да се докажуваат и да се развиваат, така да кажам. Ние пристигнавме, сега ќе го видиме целата реконструкција нели на салата Расадник. Ќе влеземе внатре, така може? Да, може. Ајде. Ние се ова комплетно ја реконструираме сала Расадник. Значи гледаш дека е кровот комплетно сменет. Сега се стават овие за вентилација, каналите за воздух, за топлење и ладење. Гледаш дека има комплетно нова конструкција одоколу, да остане уште овој дел да се затвори и да почнеме на реконструкција на внатрешниот дел. Долниот дел, значи комплетна реконструкција за све. Така што ќе смени со само изгледот на салата. Кога би било завршено? Па планираме октомври да биде готово. Ова година, така? Да, сега. Браво. Значи, кисела вода ќе биде задоволна конечно со нова сала. Па после 30 години мислам дека е освежуване. Е сериозно. Дојде надоле. Беше во полоша состојба од колку што имавме нели предвидено. Ние очекувавме да биде една состојбата ми до кога се влезе и кога се отвори салата и кога се разгледа стварно полоша состојба што очекувавме и тоа меѓутоа со стварно добра соработка со економскиот оператор кој што ја реконструира салата, направивме еден план како тоа треба да изгледа и малце ги менјаваме плановите проекти како оди, затоа што не знаете што ќе начекате. Така да. Значи, како што кажа, потребни средства за цела реконструкција за салата 3 милиона евра, така од прилика. Не знам точно колку е точната сума на реконструкцијата. 120 милиони. 120 милиони? Да, значи 2 милиони. 119. Околу 2 милиони евра, така да.
Уште многу е потешко сепак да се реновира нешто отколку да се гради, нели? Чекаш штикливе? Не знам, баш меѓутоа ние не сакавме да одиме со комплетно рушење и комплетно затоа што прво ќе потрошевме многу поголеми средства за рушење на самиот објект, Така е. кој што е многу скапа работа, а второ и без разлика на се ова е една сала која што е култна историска и сакаме да ја зачуваме и Автентичноста на салата и да ја комплетно реконструираме. Гледаш дека се затворени со овие стакла кои што топлина не пренесуваат и да, и така да ќе биде навистина да кровот е комплетно сменет, сега ја затвараме, да ја затвориме и веќе после почнуваме со внатрешниот дел на реконструкција, тоа е со облекувалните, ќе отидеме ќе ги видите. После тоа Одгоре па према надолу ќе се Вие сте надзор на Јас сум руководител. Така да е позитивна работа, женско е раководител. Да, па зашто да не? Така да и тоа е. Така треба. Оди ги затвориш. Видно е да си има работа. Уште требаше бе? Да. Сега идеме да ги погледнеме со облекувалните, Сега така? ќе одиме, од каде треба да одиме? Од таму да почнеме, мислиш или? Ајде таму. Така да овде оставивме после несреќата и трагедијата во Кочани, оставивме евакуација која што ќе биде малце поголема од нормалното за побрза евакуација која што доколку се случи некоја Не да бош. некоја не дај Боже трагедија да можеме да Сервисирање секако, нели, за внесување опрема доколку е потребно. така да ова е внатрешниот дел на овде се соблекувалните. Од тука натаму се соблекувалните, кои што гледаш се работи интензивно. Браво. Ова е една соблекувална која што ќе биде домицилна затоа што раковидниот клуб Вардар доаѓа од оваа сала. И оваа соблекувална е, ајде да кажам, домицилна за домакинот на салата или за сите оние надпревари кои што ќе се играат, ова ќе биде нивна соблекувална, другите натаму се уште 4 соблекувални имаме, така? Ова е уште 4. Ова е уште 3 вкупно 4 соблекувални кои што на крајот на овој ходник ќе видиме ќе биде теретаната и канцелариите. Така, Да. И теретана ќе има. Ако сакате да поминеме. Може. Да. Значи се работи интензивно и стварно сакаме до октомври да ја пуштиме. Ајде кажам веќе од ноември. Овде нема да може да поминеме, меѓутоа ќе одиме тука да одиме или од таму. Скали има од таму или нема? За да влеземе во соблекуван. Ама не можеме. Да. На страна исто имаме соблекувални, тоест е просторија за суди, просторија за доктор. Да. Ова е ќе биде ова ќе биде теретаната, значи ова ќе биде све стаклен простор. Ова ќе биде теретана. Нема потреба спушта. Ова е теретаната кој што Проект кој го прави? проектот го прави општината Кисела вода. Само точно. Да, општината Кисела вода. Така да ова ќе биде стакло све и се трудиме да навистина стварно и проектот е добар, меѓутоа и работите да бидат изведени квалитетно за да не биде за 2-3 години пак да се појават проблеми и да не биде инвестицијата за џабе, така да тоа е тоа одрасање, мислам дека ќе биде преубав способот. Многу ми е драго. Да, така да Правиме да бидат по сите стандарди. така да значи ова е црно бојата на Вардар. И викам да ги извадиме. Да. Нели убаво изгледа? Многу ми се свиѓа чак. Опето. Цела кога ќе се затвори ќе биде стварно. Стварно убаво. Да. Првен како се допаѓам како возач? Солидно за женски шофер. Сега идеме да посетиме уште еден обект, како што знам, така? Да, само ќе поминеме да го видиме, тоа е
уште еден објект кој ќе почнат пред 4 години. Тоа е еден од групата на базени. Почнат пред 4 години, реализација до назначувањето на моје министерско место 20% или по 20%, и ние сега во рокот една година го завршуваме и до крајот на летото ќе биде пуштен мотив. Предаден на општина Киселовода и сега Лево, предаден на општина Киселовода и пуштен во употреба до крајот на летото, така да. Значи до година 2026 ќе биде завршен. Не, до крајот на лето ова лето? Да. Ова лето, така да. Многу сте брзи. Епа, да. Се трудим. Се трудиме. Само ќе поминеме да го видиме, да не одиме по сите објекти. Право си имате. Само право, да. Значи ова е базенот. Овде гледате дека и тука се работи интензивно. Да. И ова ќе биде стварно голем бенефит за. Други кои базени бе? Има 5 базени во Скопје, а тоа се во 5 базени. 5 базени се вкупно се извинувам. Базенот во Ѓорче, има во Штип базен, во Кичево базен и овој во Киселовода, така да И тие планирате ова лето? сите ќе бидат 5 завршени до крајот на летото. Така да ги завршиме сите оние работи кои што претходниците ги оставиле недовршени и да ги ставиме во потреба, што е многу важно според мене за што е можда побрзо завршување и ставиме потреба да можат младите да имаат кај да се рекреираат и да лево се. Да имаат младите кај да се рекреираат и да уживаат во овие жешки денови, така да многу капитални проекти, многу, да кажам, вадење од застој на проекти, за да конечно крајниот бенефит бидат граѓаните и да ја осеќаат таа промена и со самата промена власт, меѓутоа и со создавањето на Министерство за спорт, да навистина мене ми е многу важно и во секој мој јавен настап го кажувам, тоа е јавниот интерес, а тоа е Многу е добро што еве се подписани прв министер за спорт и ја мислам дека по завршувањето на твојот мандат ќе оставиш добар допринос и за. Па видите, јас сум тип на човек кој што и низ мојата кариера секогаш единствен репер за тоа дали ќе останете или нема да останете се резултатите. И резултатите се единствена работа по која што може да се мерат, да се мери успехот на моето министерување, така и сакам да продолжи и така сакам и да бидам по знак наводници суден и валоризиран според се она кој што ќе го направам, колку што ќе направам и доколку сам сметам дека не сум спремен за оваа функција или дека не сум извршил кој што треба, верувајте дека сам ќе се повлечам, апсолутно нема да дозволам да било кој најмалце народот и државата и владата трпи критики за тоа. Сакам да те прашам нешто, гледам идеја ми даде, гледам го допераш часовникот. Љубител си на часовници, колку што знам? Имам 3 часовници, тоа ми е моја пасија и љубов и мислам дека секој еден маж кој што држи до себе и е љубител на часовници да си го дозволи тоа. Мене ми се бие кафе. Хајде ќе одиме сега. Ајде покана на кафе кај мене во канцеларија. На го видите министерството. Добар избор. За добро кафе кај министер, сакам да ти подарам еден манастирски локум. Благодарам. Мора си го изработуваат и е природен. Благодарам. Тоа од мене за тебе. Благодарам на подарокот. Гледам дека си љубител на тетоважи, имаат некое значение?
Па да сум, меѓутоа како и се во животот редоследно сакам се да има свој значење, да не биде тоа само тетоважи без значење. Ова е една драга тетоважа која што ја истетувирав се извинувам во чест на мојот прерано починат татко. Ова е една тетоважа која што символизира и означува семејство. Се претпостава дека ова треба да сум ја, мојата сопруга, мојот син Душан и сега набрзо ќе додадам тука уште едно лавче мало, тоа ќе видиме мојата керкичка мала Анастасија, така да овде е голема тетоважа која што ја означува борбата на доброто и злото и нормално на крајот секогаш доброто победува, така да секоја тетоважа има некоја символика и начин, па голема е, навистина не може да се види баш, меѓутоа се има некоја символика која што означува нешто и дел од мојот живот. Ме интересира која е фотографијата, смеам да... Тоа е слободно. Ај, лафи. Да, тоа е мојот Ај, сладка. син Душан, сега веќе 7 годишен дечко, тоа кога беше бебе, а таа сликата, таа лавот е, да, како тој мене ме доживува, така да. Како лав прав, Да. татко. Јас дека сум љубопитна, смеам да ги погледнам и таму да видам икони. Да, станам да ти обяснам или? Може. Ајде. Инаку многу добра енергија има овде. Ова е икона подарок од министерот за спорт на Србија. Ова е иконата мојот, ајде да кажам, заштитник. Ова се мојата сопруга и керкичката Анастасија. А ова е синот и керкичката Душан и Анастасија. Така да, ова се икони кои што се подароци сите и се овде во канцеларија кој што гледате е подарок од драги луѓе, така да. Свети Никола ти е као заштитник или? Подарок ми е од... Подарок ти е? Да, подарок. Се овде е подарок, освен слики кои што и ова иконка кој што е моја. Така да се ова е ова е подарок од овде, ако може да видите, од Велосипедската федерација на Македонија и од основното училиште Никола Карев во Кочани, кој што направивме едно спортско игралиште таму и тие како знак во знак на благодарност ми подарија дрес кој што ми е драг успомен, така да ова е уште една икона од мојата сестра, така да како што кажав се ова. А топчева? Топчето ми е од германска, не знам, мислам дека е амбасада која што ми е драг поклон и стои до овие кутии од мојата пасија. Добро. Моите тури. Сега да се го испиеме кафето.